модата не е само облека, таа е став, идентитет, преку неа се покажува елеганција, се покажува можеби расположение и фокусот како моден фокус на модниот викенд веќе 32 изданија, односно 15 години. Модата е главен фокус на модниот викенд, но секако и оние соработки, интернационални гостувања, различни панел дискусии, работилници се составен дел од овој голем настан кој оваа година се одржува, односно се одржува на есен и на пролет. Ние сега ќе зборуваме за ова пролетно издание кое ни измина заедно со лицето за односи со јавност Љубица Ангелковска и исто така 3D модната дизајнерка Ангела Доневска. Токму тие ми се денеска во неделниот микс. Па добре ни дојдовте. Добре, најдовме, Марија. Како сте? Одлично, благодариме на поканата. Ете ни измина уште едно издание на модниот викенд. Импресиите се уште се раскажуваат, прераскажуваат. Во секој случај, колку вие сте задоволни од оваа година? Еве, Љубица, можеме од вас да почнеме како пиар на модниот викенд. Секој издание носи некој нов ветер и секогаш после завршувањето правиме една онака анализа што направивме и мислам дека нема да звучи нескромно ако кажеме дека секој пат се надминуваме себе си. Можеби заради тоа што модниот викенд има навистина една сериозна екипа која што работи во него и тоа го прави со години. Значи во 16-тата година влегуваме со ова пролетно издание, 32-ро издание и што е добро, работи еден стандардно, добар тим со години и веројатно тоа е познат терен каде што некогаш се разбираме и само со поглед не треба многу зборови. Убави се впечатоците, направивме доста нови нешта, поместивме некои нови граници кои што ги поставивме пред себе си и можеме да се пофалиме дека последниве години, особено после ковид, ова станува систем, не е само еден настан, туку една платформа на која што се случуваат мощни, важни диалози поврзани со модата, стилот, одржливоста и се што таа индустрија носи со себе. Многу интересен настан, бидејќи се тоа што го спомнавте, вие го опфаќа всушност, а секогаш им се дава шанса и на модните дизајнери. Таков е примерот и со 3D модната дизајнерка Ангела Доневска. Па Ангела, што значи за вас учеството на ова издание на модниот викенд и како вие всушност се представивте оваа година? Така, пред се да се заблагодарам и на модниот викенд за поканата и вклученоста во ова издание. Јас сум била учесник и на претходни нивни изданија, но повеќе како моден дизајнер. Ова е прво издание каде што учествувам како дигитален, односно 3D моден дизајнер. И би сакала да се заблагодарам, бидејќи сум многу среќна затоа што прв пат имаме и добиваме платформа, а ние 3D модните дизајнери, каде што можеме да ги представиме нашите дела и она што го твориме, затоа што тоа е една поинаква нишка од модната индустрија, каде што делата не можат да се видат физички и единствениот начин да се прикажат е преку дигитални дисплеи, што оваа сезона на модниот викенд не го понуди. Што е многу интересно и нешто, мислам да кажам, по-ново, но Апсолутно. модниот викенд секогаш некои новитети ни воведува. Таков е случајот и со ова ваша колекција, што е исклучително интересно. А Љубица, би ве прашала вас, колку е всушност тешко 15 години, односно 32 изданија, буквално да се опстои на македонската културна и модна сцена? Тешко е. Ако кажеме дека е лесно и дека одат процесите онака фино, ќе биде лажно. Кај нас систем на модна индустрија не постои како што тоа го имаат големите градови и метрополи. Кај нас секој издание започнува од скреч, започнува од тоа како ќе го градиме, кој ќе биде темата на секој издание и потоа влегуваме во фаза на истражување, да пронајдеме вистински личности кои што ќе бидат вистински репрезенти на таа цел која што сакаме да ја поставиме пред јавноста. Но тоа не значи дека ние немаме исклучителни личности, луѓе кои што се бават со модата и како дизајнери, и луѓе кои што се во самата наука поврзана со технологијата, со текстилот, со индустријата,
па и со новите индустрии, како што е овој пример за кој што денес навистина сум среќна што ќе зборуваме, заради тоа што промените многу брзо се случуваат во сите индустрии, па и во модната индустрија, и мора да кажеме дека иако сме многу мали како географски регион, можам слободно да кажам дека имаме страшно иновативни млади луѓе, дизајнери и исто така етаблирани имиња на докажани дизајнери кои што не се плашат од промените, и таа комбинација во овој случај меѓу новото и старото, меѓу традициите и меѓу футуризмот е направена на вистина еден совршен начин. Па и следство на тоа би ја прашала и Ангела колку има лична приказна во твојата нова колекција или пак општествена порака можеби? Апсолутно има општествена порака, бидејќи секој дизајнер кога трга да твори, трга од некоја инспирација или порака која што сака да ја пренесе, па така и оваа колекција Deep Within всушност представува една нишка што ја спојува модата преку дигиталниот дизајн од една страна и екоактивизмот од другата страна, бидејќи моделите се инспирирани од суштества што живеат во длабоките води, и целта е да се пренесе порака за зачувување на екосистемите кои се од големо значење за човештвото. Една тема која што е исклучително важна и тешка, така што секоја чест за посветеноста токму на таа тема. Љубица, колкав е интересот од публиката и од модните професионалци, еве конкретно оваа година, колкав беше интересот според вашите истражувања и впечатоци? Ние имаме веќе едуцирана публика и тоа е она што восхитува. Доаѓаат луѓе кои што се добри познавачи или луѓе кои што сакаат диалог. Затоа и остануваат, настаните ќе завршат, меѓутоа публиката останува, сака да разговара со дизајнерите, со луѓето кои што се директно вклучени во процесите или во проектите кои што ги представуваме. Не е тоа тако флеши настан кој што е само спектакл кога ќе се вклучат светлата, зашто нели кај нас така се доживуваат модните ревии, него тука станува збори за процес кој што претходи. На тој процес ние даваме многу внимание и сакаме нивната работа да ја прикажеме во вистинско светло, зашто тоа не се 5-10 минути, 15 минути што ќе ги види јавноста, туку сакаме да се поврземе со имињата, со нивниот индивидуализам, со нивната личност и тоа да го пренесеме и кон публиката. Јас сум воодушевена од публиката, особено од младите генерации. Ангела го начна моментот на екологија. Прекрасна е овој нејзин приказ на подводниот свет. Вчера се најдов како во моментот на некоја наша македонска Ариел, ако можам така да кажам. Одржливоста не е само празен збор. Модниот викенд Скопје со години го отвараше прашањето кога беше тотално непопуларно или луѓето уште не знаеа што значи циркуларна економија во модата, што е одржлива мода. А сега веќе тоа е патерн кај повеќето креатори и тие таму црпат инспирации и тоа го прават. Новите генерации кои што доаѓаат, Gen Z генерацијата особено е многу сензибилна на тие прашања. Тие се личности кои што многу сакаат да знаат што носат на себе и какво е потеклото на нештата, дали тоа е од природни материјали, дали е тоа од големите брендови кои што консумеризмот ги направи да прават хиперпродукција, дали има приказна за тоа што го носат, и исто така често пати новите генерации се тие кои што сакаат да носат и втора рака на облека, трифтат, прават рециклажа од старо, на своите родители прават нешто ново, и навистина јас сум фасцинирана од новите генерации кои што се наша верна публика. Тоа е навистина голем позитивен импакт и пример, нели, новите генерации се нашата иднина и кога станува збор модата, но и целокупното општество. Но Ангела, не е ова прв пат да се фокусираш ти на одржливоста, и наназад во годините твојата посветеност покажа колку си фокусирана на одржливоста во твоите други модни колекции, па така е случајот сега и со овој твој нов проект. Дали нашата публика е подготвена да биде малку поавангардна или пак похрабра кога станува збор модните концепти? Кој е твојот впечаток? Мојот впечаток е дека македонската публика дефинитивно има потенцијал да биде авангардна, но исто така сметам дека и креаторите треба да покажат малку повеќе смелост во своите колекции, повеќе експерименталност, експресивност, затоа што
Јас го разбирам фактот дека ние сме мал пазар, потрошувачката, побарувачката си играат улога во сето тоа што се пласира како моден дизајн и разбирам дека луѓето што мора да заработуваат од тоа мора да имаат во предвид што дизајнираат, но сепак би сакала да видам малку повеќе експериментирање на нашата модна сцена кај физичките па и кај дигиталните дизајнери. Така, и зборуваме за она што е ново, зборуваме за Gen Z генерацијата, неминовно е да се спомнат вештачката интелигенција, дигиталните медиуми и колку социјалните мрежи го менуваат начинот на кој што се комуницира токму модата денес, Љубица? Го менуваат многу и го менуваат брзо. И се наоѓаме можеби во период на некаква си хиперпродукција, која што често знае да создаде и неквалитет. Тука треба да се биде многу внимателен. Мислам дека социјалните мрежи го убрзуваат начинот на тоа да бидеме блиски до јавноста, да стигнеме до посакуваната публика, алгоритмите не носат буквално до ниш целта која што сакаме да постигнеме, дали е тоа генерацијата на овие Gen Z за која што зборуваме, дали сакаме кон повозрасна публика, дали сакаме кон сензибилизирана публика, кон одржлива мода, или сакаме да се насочиме кон некакви промени, тоа денес ни е многу лесно, нафатно, ние живееме со телефоните, алгоритмите и со системите кои што ни користат во промоција. Ја убрзува работата, не прави некогаш можда и анксиозни, заради тоа што имаме шанса да видиме се, да го видиме буквално светот на дланка, тоа беше порано невозможно, меѓутоа со мудро користење, со добра комбинација, со паметен мозок кој што ја користи вештачката интелигенција, технологијата како алатка, може да се направат навистина фантастични промени и да го фатиме тој чекор со светот, зашто ние сме генерации кои што одамна учевме историја и едно лудистичко движење. Мене често пати ме прашуваат зошто толку сметаш дека новите технологии, дека вештачката интелигенција и алгоритмите го предодредуваат она што го правиме, треба да бидеме малку контра нив. Во едно многу минато време луѓето ги кршеа машините, зашто мислеа дека машините ќе им ја одземат работата и тоа беше познато во историјата како лудистичко движење. Ако се сеќавате на некој од часовите по историја, така и денес имаме луѓе кои што се против тие брзи мускавични промени, имаме луѓе кои што само на нив се ослонуваат, што исто така е грешка, меѓутоа имаме една паметна екипа и тука, па и во светот, која што ги користи како алатка и мислам дека може да се направат мощни, добри работи. Според тоа што го велите вие, на некој начин тука станува збор за еден мост помеѓу талентот, новите технологии, едни со други, нели, да се надополнуваат и да се создаде една одлична креација, како што е случајот и со Ангела, како 3D моден дизајнер, ете, изработуваш и модели, се радам дека гледачите не разбраа всушност дека тоа се модели кои што се гледаат, нели, на дигиталните медиуми. Да, тоа се всушност најпросто како би објаснила. Јас работам како дизајнер во дигитална средина, создавам шаблони кои што се репер за тоа како треба да се суши едно одредено парче облака, но прототипирањето на тој производ се прави во виртуелна средина уште пред да се суши тој производ и да се пласира некаде. Така што тоа е тој еколошки момент на технологијата што ни овозможува да издизајнираме во виртуелна средина, да тестираме фитови во виртуелна средина, материјали во виртуелна средина и потоа да одлучиме дали тоа парче воопшто е потребно да биде физички произведено и во каква количина би требало да биде произведено и така натаму, нели, од оној еко-момент и аспект. Колку бара посветеност, трпение, труд, секоја чест на вистина за тоа што го правиш, а секоја чест, Љубица, и за вас, бидејќи не е лесно во овие обштествени, политички ситуации, и сите овие години, колку веќе постои модниот викенд, да се организира моден настан кој што ќе трае во секакви предизвици, секакви ситуации. Па ете, кажете ли малку од вашиот аспект за целата организација и за сите предизвици со кои се соочувате? Па сум гледала настани кои што се откажувале, зашто идеални услови не постојат. Ние не сме силна економија и ние се уште немаме изграден систем на модна индустрија.
нити сме моден центар како големите градови, да не ги набројувам, зашто е тоа за нас скоро и недостижно. Меѓутоа, со модниот викенд, со 32 сезони и со нашата упорност да си ги најдеме вистинските партнери и да стигнеме до идејата да го одржиме не настано, туку целиот концепт на неколку денови живот поврзан со модата и се околу неа, само зборува дека ние не се откажуваме. Мислам дека тешки времења секогаш ќе има. Балканот не е едноставен, кај нас работите многу тешко се планираат, меѓутоа имаме навистина интересни соработници, интересни партнери кои што со години не пратат и тоа е доволен знак дека ја правиме вистинската работа. Сметам дека со дигиталните медиуми, со образувањето на системот и очекувања да се поголеми на пазарот, меѓутоа тоа не прави воопшто потресени дека нема да успееме. Напротив, Скопје, верувајте, не е само град во кој што се одржува модниот викенд Скопје. Скопје веќе ставен на светската мапа и тука доаѓаат фантастични тимови од многу поразвиени земји, каде што системот функционира безпрекорно, каде што маркетинг пазарот функционира безпрекорно и каде што се вложува многу и го сметаат за една врста на екзотика, зашто пак многу пионерски работи започнале од тука и правиме една фина размена, јас често велам, со дисциплинираниот север или запад и таа интуитивност или таа мала екзотика која што ние како Балкан можеме да ја понудиме. Така што верувајте, Скопје за југоисточна Европа е ставен на сериозната мапа на модни центри. Тоа е одлично. Кога сме кај тоа, да спомнеме дека и гости имавме оваа година, па еве кажете ни ги вие деталите околу гостувањата на модниот викенд. Секогаш имаме по некоја странска земја. Кај нас модниот викенд е и културен диалог. Јас често пати знам да кажам дека ние сме и една врста на дипломатија. Разговараме, договараме со одредени амбасади и успеваме да го донесеме најдобрите од нивните земји. Годинава ја имавме кинеската модна групација која што дојде со извонредни 4 дизајнери. Кинеската амбасада застана за овој проект, посветивме една вечер на нив, кинеска вечер, и навистина беше една културна разлика која што ја понудивме, публиката беше воодушевена, а и гостите навистина се чувствува многу пријатно. Нордискиот, да кажам, кор на земји е исто така наш омилен простор. Таа звезда северница, сумеам да кажам, кога станува збор за одржливост, кога станува збор за минимализам, за естетика и за многу осмислен живот, кој што се гледа на секое поле, па и во модата. Имаме со нив посебни проекти кои што ги работиме, и тоа не се само проекти кои што се случуваат за модниот викенд, туку тоа се една врста на соработки кои што ги имаме во континуитет на календарските години, и тука вклучуваме бројни кластери кои што се поврзани со текстилната индустрија во нашата земја, и таму ги правиме и соработките од едукација на средношколци и студенти кои што се одлучуваат да се бават со текстил или со дизајн, до нашите извонредни модни креатори на кои што им е потребен прозорец надвор, заради тоа што диалогот е тој кој што ги прави разликите. Ние не можеме да бидеме изолирана приказна, нашите дизајнери се навистина светска марка, само просторот е мал и пазарот е мал, меѓутоа кога тие ќе се најдат на иста маса, на иста дебата со нашите гости од другите земји, гледаме колку можеме заедно и колку можеме да кажеме дека едноставно имаме потенцијал. И навистина е така, и тие соработки едни со други многу значат, тоа вие го возможувате. Сега би сакала малку да позборувам за самата мода на модниот викенд. Колку ние напредуваме, еволуираме, кои се вашите впечатоци? Еве, Ангела, вас ќе ве прашам. Апсолутно би рекла дека еволуираме и дека од година во година дизајнерите се трудат да бидат што подобри и подобри. Тоа е еден процес во развој кој нема крај, не престанува. Сето дека сакаме да работиме и да бидеме релевантни во модата, ние мораме да бидеме во тек и со трендовите, и со технологијата. Значи, се тоа си има удел како во живењето, така и во креирањето на модата. Па така и нашите модни дизајнери би рекла дека и ова издание се представја со навистина извонредни нешта.
можеше да се посведочи на пистите, а верувам дека ќе може да се погледне и на социјалните медиуми. Мене ме интересира исто публиката. Значи, кои се вашите впечатоци, колку ние како публика знаеме да се дотераме за модниот викенд? Има освестеност, јас мислам. Има различности, се разбира, па во тоа е веројатно и убавината. Имаме една естетика која што ја негуваат преку личниот стил, многумина од нашите гости, а и кога се ревиите на нашите креатори, најчесто тие доаѓаат и носат нивно парче, тоа за поздравување. За поздравување Да. на вистина, поддршка на македонските модни дизајнери и го гледаме тоа и на пистата, меѓутоа го гледаме и во публиката. Така, да. Да Секогаш е купуваме интересно да се домашни. прокоментира кој како се облекол, кој што Да. носел, тоа секогаш останува. Да, во секој случај таа разновидност ја има и кога станува збор публиката токму на модниот викенд, и убаво е да се експериментира, некој нели сака да експериментира, некој оди повеќе на класика. Апсолутно, но би рекла и дека е навистина инспиративно за тие што присуствуваат, секогаш ќе можат, можеби доколку не биле доволно храбри да експериментираат, да се инспирираат од нечив тук изглед или нечиви аксесуари или некој нов моден дизајнер што се развил во одредена насока и стил, па да има директно влијание врз градењето на нивниот собствен стил во иднина. Така е, видовме на некои од инсертите, Љубица, вашиот цвет на вистина многу необично изгледа и како посебен детайл, така што претпоставувам дека вие сакате дизајн, да. И тоа е македонски дизајн. Да, јас почитувам и она што го носам на себе, како и ова, и некои парчиња облека, да си ја знам историјата и да знам кој го направил тоа, многу ми значи. Ето, токму тоа за оваа е- фотографија, да, мислам, да. Тоа е детно колекцијата на Јасмина 3/4 битолска дизајнерка со ателје, али секоја година гледам да носам некој друг македонски дизајнер или личност кој што на некој начин мене ми се допаѓа, одговара на мојот стил и тоа се забележува во публиката. Точно се препознаваат индивидуализмот кај луѓето, не се како матрица сите исти, не се во униформа. Секој си има некој посебен стил и тоа навистина е она прекрасно. Благодарам за комплиментот. Така, а од друга страна, па ја гледаме и другата генерација, како например Ангела, која си има и свој стил. Ангела, еве можеме да видиме и на оваа фотографија и ова е убава, нели, комбинација, може да се каже. Во најголем дел од случаите провладува минимализмот. Јас мојот стил највеќе е експресивен кога треба да креирам. Значи повеќе се гледа во моите дизајни што се експериментални, додека кога ќе ме видите во живо изгледа многу сталужено, смирено и минималистички облечено, ама па убаво е тоа да си имаме свој собствен канал како ќе се изразува. Апсолутно. И ми се чини дека и модните дизајнери и светски се такви. Еве кога ќе видиме на пистан или кога ќе заврши ревијата, сите се едноставни. Да. Може би тоа така е карактеристичен знак Може би. за модните дизајнери. Убав разговор направивме, мислам дека на гледачите им пренесовме колку што можевме импресии од самиот моден викенд. Па еве и за крај прашање до двете мои драги гостинки, каде ја гледате модата во следните години во Македонија? Ангела, Би еве за сакала вас. ти? Најтешкото прашање. Ние знаеме се што ни се случило и знаеме да кажеме колку сме порастиле и знаеме да кажеме што сега сме. Меѓутоа, мислам дека сите тука на овие простори имаме некаков проблем со тоа да проектираме. Може би заради тоа што живееме секогаш во неизвестни времиња. Од деца, кога ќе се сетам стално, имало некакви причини да размислуваме што ќе биде утре, каде сме утре, од чија земја сме утре и така натаму. Тоа се тие некои болки кои што ги имаме и тие ги имаме како патерн. Мислам дека македонската мода, македонските дизајнери, ваквата платформа која што ги промовира, ќе се движи со светот. А ако светот се развива брзо, а гледаме се развива млскавично брзо и се отвараат тие можности многу повеќе отколку порано, зашто глобалното село функционира, перспективите се одлични. Ние сме граѓани на оваа планета и можеби така треба да гледаме, дека припаѓаме секаде и припаѓаме на места каде што ќе си најдеме личности со кои што имаме, јас би рекла cultural fit или една културна релевантност
во која што ние се препознаваме. Ангела мене ми личи на скандинавка и по нејзиниот сведен стил на облекување и по начинот на кој што резонира и размислува. Така што за неа дали е таму или е тука, сметам дека за такви личности светот е едно големо место каде што може да се пронајдат. Веројатно ако станеме само заљубени, дека она што само ние го правиме тука и она што ние го имаме како некаков баласт од минатото, позитивен, негативен, каков и да е најдоброто нешто, некој ќе рече папокот на светот, меѓутоа ајде тоа да го гледаме малку и од друга гледна точка. Мислам дека ако се заробиме во таа локалност, ќе останеме тука каде што сме и многу тешко ќе одат промените. Мора да гледаме широко и мора да знаеме дека вредиме и можеме да бидеме суштински дел од многу поголеми приказни. Одлично објаснивте. Ангела, еве за крај вие? За крај многу кратко, само ќе се надоврзам. Јас малку ќе проектирам и ќе посакам во иднина модната индустрија да доживеа заедно со текстилната индустрија, бидејќи се поврзани, да доживеат една технолошка трансформација која што со помош на сите модерни технологии кои ги напоменавме, ќе навивна малку напред, ќе ни даде кураж, ќе ни даде храброст да си ја развиваме оваа индустрија, бидејќи минатото говори за тоа дека ние сме биле добри во тоа и не бивало и овој регион бил баш познат по текстилната индустрија, така да затоа и верувам дека има многу таленти кои допрва ќе се развиваат и ќе не представуваат во иднината. Да се надеваме дека ќе биде така. Ви благодарам многу за разговорот и за гостувањето. Благодариме на поканата, поздрав за вашите гледачи, ви благодариме што не следите во секој издание. Со задоволство големо. Почитувани гледачи, на тема мода и модниот викенд имав можност да поразговарам со Љубица Ангелкова, која што е лице за односи со јавност на модниот викенд, и со 3D модната дизајнерка Ангела Доневска. Ви благодарам што бевте дел и од ова издание на Неделниот микс. Секако се гледаме, здравје Боже, и следниот викенд. Довидување.